Седница на Економско-социјалниот совет за зголемување на минималецот се уште нема, иако некои изјави сугерираа дека таа можеше да се одложи денес. Во прашање е крајно сериозно барање на синдикатот за зголемување на минималецот од сегашните 22.567 на 24.650 денари. По сите оние случувања и покачување на цени и она што значи инфлација и намалување на стандардот на граѓаните, мислам дека она што ние го баравме веќе од мај месец, кога беше првомајскиот протест, на 450 да биде минималната плата, е доволно издржана за една таква исплата на минимална плата, која што би значило подобрување на стандардот на граѓаните и нормално и на работниците. Ќе пробаме се што можеме, што ни озвучуваат сите механизми кои ги имаме. Тоа значи колективните договори, законот за работни односи и сите други права кои што ни стојат на располагање, да тоа успееме на некој начин да го оствариме како средство кое што би требало да овозможи повисока плата на работниците. Според синдикатот, владата тактизира од следните причини. Прават одредени анализи сега во владата и во Министерството за финансии, колку ќе биде буџетот, колку средства ќе може да одвојат и бидејќи најпроблематично е во јавниот сектор, бидејќи дел од работодавачите кои што се членови на синдикат или во приватниот сектор, немајќи доволно работна сила, веќе даваат и повеќе плата од она што значи минимална плата. Така да мислам дека, но и работодавачите верувам дека и тие сега во моментов не се спремни да во овој момент покачат од платата, но затоа викам ќе се седне на Економско-социјалниот совет и ќе се разговара кои се мерки може да се земат. Од друга страна, категорично не за зголемување на минималецот нема ниту од владата, но тоа се одлага за март, што за синдикатот е неприфатливо. Зошто зголемувањето на минималецот е проблем? Минималната плата е основа за раст на сите плати, што значи ќе се активира систем за зголемување на платите во сите институции. Клучниот проблем во Македонија е ниската продуктивност која и покрај сите досегашни покачувања на платите не се зголеми. Ова ги исцрпува компаниите, но и државата која нема пари за повисоки плати. Од друга страна, Европската директива вели дека минималната плата треба да биде 60% од просечната. Кај нас просечната плата е 41.097 денари и значи дека сегашната минимална плата е 54,9% од просечната. Токму тука е главниот адут на синдикатот.